По една година од преземањето на локалната власт на СДСМ, освен партиски вработување и фалење со реализирани и затекнати проекти во Пробиштип, не е реализиран ниту еден значаен проект, истакна на пресконференцијата председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Тој забележува дека не се реализирани ветените проекти кон граѓаните. Нема ништо од ветениот пат до село Јамиште, ниту од реконструкцијата на патниот правец Долни Стубол, Горни Стубол. Нема ништо од уредувањето на депонијата Озрен, ниту од изградбата на економскиот паркинг до градскиот пазар изграден од претходната власт. Ништо од изработка на нов сообраќајен проект не е отворена ниту трезорската канцеларија во Пробиштип. Ако овие клучни проекти, кои во вашата изборна програма беа со рок до 2018 година, а не се ниту започнати со подготовка, се прашуваме дали воопшто и да очекуваме реализација на проектите ветени за секој населено место, за секоја населба. Опозицијата во Пробиштип побара одговори зошто не е завршена преадаптацијата на просторот за градинка во основното училиште Никола Карев и зошто брзо не се реагирало за градската капела, а го критикуваше и градоначалникот за транспарентноста кон граѓаните. На крај ви порачуваме, имате уште 3 години од вашиот мандат. Зафатете се со работа за добрата на сите нас и нашите поколенија и бидете градоначалник на сите граѓани на општина Пробиштип, не само на членовите на СДС, бидејќи се уште сте преседател на општинската организација на СДС Пробиштип. Одважете се и поднесете оставка од функцијата. Се надеваме дека во СДС Пробиштип имате кадар кој ќе ве наследи со ист таков профил и вештини како вас. Од општина Пробиштип најавуваат дека одговори и реакција на она што е сработено ќе дадат утре.